Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Веднаш по раѓањето, новороденчето добива оцена во родилната сала. Што се крие зад Апгар-скорот и која е неговата цел? Што ако новороденчето добие послаба оцена веднаш по раѓањето? Се за оваа тема денеска од разговорот со професор доктор Елизабета Зисовска, педијатар. Разговорот ке го проследите по рекламите. Останете на Телма, бидејќи почитувани следува интересно издание, а ќе имате можност и вие да поставите прашање. Што се крие зад Апгар-скорот и која е неговата цел? Ќе запрашаме професор доктор Елизабета Зисовска, педијатар. Професорке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден. Благодарам и за поканата. Зачестија и моите посети. Меѓутоа, ова е навистина интересно прашање за кое не сме разговарале досега. А родителите секако дека ќе ги интересира, бидејќи ја добиваат таа прва оцена во родилиштето и не се сигурни што точно тоа значи. Всушност сите бебиња минуваат низ овој прв тест веднаш после раѓањето. Апгар тест се нарекува. Апгар скор или Апгар оценки, и тоа многу значи за нас педијатрите, затоа што тоа зборува во каква состојба го добиваме новороденото дете. Инаку, многу кратко, за потеклото историјата на ова оценување, уште 52 година Вирџинија Апгар, познат педијатар во светската литература и пракса, го има како систем за оценување на виталните знаци веднаш после раѓањето. Во 57 година е промовирано и веќе од 1959 година се користи насекаде, од причина што е многу лесно применлив. Не бара никаков апарат, не бара никаква лабораторија, и тоа само зависи од вештините на педијатарот, на акушерката во родилна сала, на гинекологот, кои што мора да знаат како се оценуваат тие витални параметри. Што оценуваме? Всушност се оценуваат 5 витални параметри во првата минута после раѓање, тоа не е веднаш, значи и тоа е веќе една грешка, не се дава во првата секунда, туку се дава во првата минута, а тие 5 параметри кои се оценуваат се плач, односно дишење, пулсот, односно фреквенцијата на срцето, на срцевата работа, тонусот, каква е цврстината на тонусот на мускулите, рефлексите, дали плачи, дали прави гримаси, дали замижува, и бојата на кожата. Дали е темно плава или многу бледа, дали е плава сина само на рацете и на стапалата, или дали е розово и убаво. За секој од овие 5 параметри оцената е 0, 1 и 2, значи максималната оцена е 10. Истиот систем се повторува и во 5-тата минута. Се оценуваат истите овие параметри, дишење, пулс, тонус, боја и рефлекси, и всушност детето добива 2 оценки кои што ги добива. Максималната е 10. Тоа значи детето во првата минута треба силно да плачи, да е розово, добар тонус, добри рефлекси и срцева фреквенција над 100. Овде да спомнам дека новородените имаат позабрзана срцева акција и кај нив меѓу 100 и 120 е очекуваниот пулс. Полека со растот и со созревањето на системот за крвоток, таа фреквенција и со работата на срцето полека се симнува кај возрастните меѓу 60 и 80. Значи, тоа некаде скоро на половина доаѓа фреквенцијата на срцето. За овој систем треба да се добро обучени и гинеколозите, и акушерките во сала, педијатрите, но и сестрите кои работат на одделение за новородени, зависи кој е присутен на раѓањето. Зошто велам овој систем е многу лесно применлив? Како што објаснив, нема потреба од никаква апаратура, меѓутоа бара многу вештина. И на овој има и употреба и злоупотреба. Самата Вирџинија Апгар, кога го пуштила овој скор, овој систем за оценување по породилиштата, веќе почнала злоупотребата. Уште во првата минута, кога детето веднаш заплачи, Апгар 10-10. Тоа е многу погрешно. И тоа е една лоша услуга за детето и за семејството. Зошто е лоша услуга? Затоа што ако е Апгар од 10-10, тоа на педијатарот кога ќе му се однеси детето на одделение за новородени, значи детето е толку добро што му треба само кај мајката и да цица. Меѓутоа, ако Апгарот е 6-7-5, тоа значи треба да се обрни вниманието и на ова дете му треба посебна обсервација, наблюдување, му се дава поголемо внимание ако има потреба и кислород, и на тој начин малку се зголемува будноста на одделението за новородени дека ова дете има потреба од дополнителни мерки.
Значи, не е на овој начин да се задоволи желбата на мајката и на семејството да биде Апгар 10-10. Туку тоа значи многу за педијатарот, но и за иднината на детето, дали да се применат други мерки или да се стави како здраво дете да се дај за доење кај мајката. Затоа што сигурно знаете дека раниот прв подој, уште веднаш по раѓањето, веќе се смета дека е еден многу добар метод за поврзување меѓу мајката и детето. И сега доењето, всушност првото нагушнување е уште во родилната сала. И навистина има многу голема емоционална поврзаност меѓу мајката и детето. Не се прави одвојување да се роди детето и веднаш на одделение. Тука кои се можните грешки и ризици? Кога се дај вака Апгар скорот и во прва и во петта минута веднаш во првата секунда, затоа што може да имаме Апгар повисок во првата минута отколку во петтата минута. Тоа е ако детето се влоши, може да се влоши од различни работи, затоа што и во едни услови во матката, кај мајката му е се погодено, би требало да е се погодено. Топлина, влага, храна, преку папочните крвни садови, излегување на неговите распадни продукти исто преку папочните крвни садови. Всушност детето е во едно заедништво, во една симбиоза со мајката. Кога ќе излези надвор и ќе се пресече папочната врвца, детето станува нов човек, нова единка и затоа си добива и свој матичен број, и своја белезица за идентификација. И во тој момент кој ќе се пресече папочната врвца, веќе вториот Апгар, во првиот минута се сечи папочната врвца. До петтата минута тоа е самостојно, на самостоен живот. И може да имаме полош Апгар скор, значи тоа да не ги буни, тоа значи дека детето нема толку капацитет самостојно да живее. А за различно значење имаат првиот Апгар и вториот Апгар. Првиот Апгар скор ни означува колку добро и удобно му било во матката кај мајката, во утробата. Дали добивало доволно храна, дали добивало доволно кислород, дали имало добра средина и првиот Апгар ја означува всушност е мерка за состојбата во утробата на мајката. Вториот Апгар кој се дава во петтата минута ни зборува за капацитетот на новороденото за самостоен живот. Затоа да не ги чудат мајките ако првиот Апгар е повисок, вториот понизок или обратно ако првиот е многу низок, а вториот висок. Дури вториот Апгар ни значи и малку повеќе ни зборува за капацитетот. Важно ни е тој да биде 7 и повисок од 7 и детето веќе нема потреба од никаков третман. Што ми е 7 и над 7, значи има капацитет. Сме имали Апгар 2-7, сме имали Апгар 0-3, кај што со упорна реанимација детето добило втор Апгар, ако е под 7, продолжуваме и во 10-тата минута да ја процениме. Значи граничната вредност е 7, колку што е разбор. 7 и над 7 ни зборува за добро дете, способно за самостоен живот. А доколку постои загриженост за здравјето на бебето, може ли да се направи трет Апгар, да речеме трето мерење? Тоа нема потреба за нешто такво. Ако е вториот Апгар 7 и над 7 нема потреба од трет. Но ако е 7 под 7, значи 7 ни е границата, тогаш го добива и третиот Апгар. Третиот Апгар веќе е во 10-тата минута, значи прва минута, 5-та минута, 10-та минута сме имале недоносени деца или во тешка состојба кој што се родиле со така наречената родилна асфиксија, кога детето е многу модро, па сме одели и до 15-та минута па да добие и четврти Апгар скор. И тој Апгар скор всушност значи многу за педијатарот, кој што после со други зборови ќе објасни на мајката дали нешто се случувало на раѓање, дали детето заплакало, дали е во некој ризик, дали има потреба од кислород. А родителите многу се врзуваат за тој Апгар скор, иако не го разбираат вистинското значење. Така, можат многу да се насекираат ако не видат 2 десетки. А кој е најчестото оцена што ја добиваат бебињата? Ве споменавте дека десетка се става веднаш ако заплачат и дека тоа може да биде грешка. Првиот Апгар, десетка, дури самата Вирџинија Апгар, кој што изумително овај скор кажала, тоа е чиста утопија. Значи, обично, вообичаено, кај најдобрите деца, Апгар 9-10 е она идеално новороденче, кој е родено во термин, кој се раѓа веднаш со плач, излегува и плачи, кој е розово, има срцева фреквенција над 100, убаво диши, добар тонус, добри рефлекси. Значи, 9 е затоа што дури во првата минута има едно благо синило на рацете, на дланките и на стапалата, затоа што во утробата детето не добива чиста крв со кислород, секогаш е малку мешана ради самиот систем на таа фетална циркулација.
По пресекување на папошната врвца, новороденото е добива таа возрастна или адултна циркулација, каде што веќе добива оксигенирана крв со кислород, затоа што поминува низ неговите бели дробови. Затоа и при објаснувањето на тој скор, а и праксата покажала, Апгар 9-10 е можеби она идеален Апгар скор кој би го сакале. Апгар 10, 9-10 е најдобриот, Апгар 10-10, педиатрите ние сме малку сомничави за тој првиот Апгар дека баш бил 10-ка. А какои бебиња очекувате дека Апгар скорот ќе биде понизок? Има ризични состојби уште во бременоста, тоа се познати ризици, кога се повикува педијатар на раѓање уште пред да излези детето, и тоа се тие ризични состојби, например, раѓање на близнаци, раѓање на недоносено дете, раѓање со царски рез. Царскиот рез е тука? Да, ризичен е затоа што за да се породи со царски рез жената, значи има некаков ризик што се носи на царски рез. Но многу често породувањата се планирани. Планирани царски резови има многу строги индикации. Тоа е веќе друга тема за злоупотреба на тие индикациони подрачја за царски рез. Царски рез по желба, јас како педијатар воопшто не оправдувам, затоа што раѓањето со царски рез носи своји ризици. За бебето? За мајката знаеме, бидејќи за мајката тоа е хируршки операција. зафат, така. Но и за детето, например, детето не го поминува нормалниот пат на раѓање, не ја има она стимулација поминување низ тесен канал, кога детето се притиска за да ги исфрли течностите кои што ги има од утробата. Затоа што градниот кош и белите дробови се исполнети со вода додека кај мајката. И кога се раѓа вагинално, под дејство на земината тежа, под дејство на притисокот на родилните патишта, тие течности се излачуваат, ослободуваат простор во алвеолите за кислород. И од друга страна, стресот за мајката од вагинално раѓање, тој стрес го трпи и новороденчето. Па тие стрес субстанци, како што се катехоламини, адреналини, кортикостероиди, новороденото ги лачи и таа стресна состојба му помага побрзо да се адаптира. И да заплаче. Побрзо се адаптираат, ако нема некаков ризик. Децата кои што се родени вагинално. Кога се раѓа со царски рез, новороденото се вади во хоризонтална положба, не се излачуваат тие течности. Па кај новородени породени со царски рез имаме малку подолго задржување на течноста во белите дробови. Значи, кај нив може да се очекува понизок Апгар? Па може да се, тие излегуваат полесно, не се толку измачени, меѓутоа не е толку исчистена течноста од белите дробови. Значи, не може така грубо само да кажеме дека се полоши, тие имаат исто високи Апгари. Меѓутоа, не по секоја цена царски рез, затоа што мајката сака да не се мачи. Таја мисли дека таја не се мачи и детето не го мачи. Тоа поминување низ родилниот канал има и многу и своји позитивни страни. Ништо не е се позитивно или се негативно, нити кај едниот начин на раѓање, нити кај другиот. И царскиот рез е измислен како животоспасувачка метода за оние деца кои што не можат да се родат спонтано, да се породат вагинално. Затоа тука треба да се остави на стручноста на гинекологот да процени дали може да се породи по вагинален пат или треба да се направи царски рез. Но Апгар скорот не е врзан со методот на раѓање. Апгар скорот е врзан со проценка на состојбата на детето. А за овие ризици, дали се знае дали едно дете ќе се роди со полош Апгар скор, да, има многу познати ризици во бременост, кои што па бараат поголема будност и кај гинекологот и акушерката и кај педијатарот. И во тие случаи, спомнав, педијатарот се повикува уште од претходно да биде тука во првата секунда, а не во првата минута. Ако детето се роди лошо, не заплакало или е модро, па тогаш да се вика итно педијатар. На овој начин се зголемува безбедноста во тек на раѓањето, кога и педијатарот е тука, гинекологот и акушерката ќе се занимаваат со раѓањето и мајката, а педијатарот ќе го преземи новороденото во случај да треба итна реанимација за да се подобри Апгар скорот. А може ли совршено здрави деца да имаат низок Апгар скор? Понатаму совршено во развојот и во растот, да. Едноставно не, совршено здрави да бидат, но ете нешто се случило, па имаат низок Апгар скор. Да, и тоа може да се случи и затоа велам многу се оптоваруваат родителите со Апгар скорот, меѓутоа за педијатрот на пример под папочна врвца која што го затега детето, може да се роди детето со понизок Апгар скор, но многу брзо се опоравува, веќе вториот Апгар скор е добар, штом се ослободила таа механичка пречка. Проблемот е ако детето долго време страдало во утробата на мајката, имало недостаток на кислород, недостаток на храна и тогаш веќе тоа познат ризик. Мајката имала инфекција или има некоја вродена аномалија, или реков се близнаци, или предвремено раѓање, или во тек на бременост е откриено дека детето е со помала тежина, односно заостанува во тежина или во должина, очекувана за таа гестацијска возраст, затоа што бремените жени одат редовно на контроли и таму се следи
и мајката има една представа кога е терминот за раѓање и во која недела е, меѓутоа може да покаже ултразвукот дека детето заостанува во тежина. Тогаш треба да се почека. Ако детето продолжи да заостанува, тоа веќе бара индикација и бара потреба од предвремено вадење од утробата. Секогаш треба гинекологот да ја направи проценката кога внатре во утробата кај мајката му е побезбедно отколку излегување во надворешна средина. Тоа може да биде во 28 недела, па детето да се роди со кило тежина и да биде многу незрело. Но ако се направи таа проценка дека надвор ќе му биде подобро отколку внатре, тогаш се прави предвремено раѓање со царски рез, нити се стимулира ни ништо, за да се направи онај баланс, рамнотежа и една добра проценка кога, инаку матката е најдобриот инкубатор за детето и најдобро е до 40-та недела. Но ако внатре не се условите добри, висок притисок, диабет, тешки инфекции, тогаш е подобро да излези надвор. Значи, проценката е на гинекологот, но ние како педиатри секогаш сакаме да се направи најдобро нешто за детето и преку тоа и за семејството. А дали Апгар скорот може понекогаш да биде искористен како проценка за долгорочното здравје на бебето? Нискиот Апгар скор е само покажување на потребата да се следи почесто. И тоа е веќе ризично дете, тоа се вика таа состојба на низок Апгар скор и други параметри, родилна асфиксија. Деца кои се во родилна асфиксија, например Апгар 3-5, кој е било во инкубатор, било на кислород, само на исписот се советува семејството да се прават почесто контроли, затоа што тие неуроразвојни советувалишта се точно за децата со ризик. Нискиот Апгар скор е еден од ризиците, таа родилна асфиксија, инаку по закон и по стручна литература и по медицина базирана на докази, за сега се идентификувани 13 групи на ризици кога детето се советува да биде следено почесто од развоен педијатар, кој што го следи развојот. Не секој педијатар може да ги следи фините процеси во развојот на детето. Педијатарот по групите ќе ги открие, матичниот педијатар, меѓутоа, што му открие дека нешто заостанува од возраста на што е очекувано, треба да го прати во невроразвојно советувалиште, за да се види. Апгар скорот и родилната асфиксија се една група на ризик фактори кои што бараат следење. Особено ниските апгари 2, 5, 3, 4, тие бараат почесто следење за навреме да се открие, ако има пречка во развојот, да се открие, да се стимулира, да се работи со тоа дете. И во мојата пракса, која не е за поставување преку 39 години, сум видела и сум читала доста дека сите тие ризици само кажуваат потреба дека треба почесто да се следи. И нема правило. Некогаш дете ни било многу добро, пак во некоја фаза од животот покажало пречки во развојот и обратно. Деца за кои сме биле навистина многу оптоварени каков развој ќе имаат, па кога ќе ги видиме во град, за жал, ние кои сме работеле во породилиште, многу малку имаме увид за развојот, повеќе на тие наши заеднички состаноци со педиатрите кои што го водат развојот, сме добивале повратни информации. А ни биле многу важни да знаеме дали нашите мерки во породилиште вродиле со плод, па едно дете со низок апгар или со тешка инфекција или недоносено дете, да знаеме како напредува. Многу ни е важно затоа што вака не е тоа еднократно, меѓутоа во краток период ние сме го пуштиле дома детето. Меѓутоа многу ни е важно да знаеме каков развој има, за да знаеме колку нашиот труд вложува со резултати. Така да тоа следење ќе покаже кој ризик е потежок и тоа се практикува од 2003 година. Ова листа на ризици изработивме на голема група на педиатри која е влезена и во сите препораки. Значи нискиот апгар скор е само препорака за почесто следење и работа. А професорке, што ако бебето кое новороденчето што се родило има апгар скор кој што е 7? Значи, тоа е таа некоја гранична вредност. Што правите во тие моменти? Како се следи тоа бебе? Ставено на обсервација. Да се стави на апгар 7 го оставаме неколку часа за стабилизирање, па некаде минимум 2 часа е потребно за да видиме. Ако полека, оти сега имаме и многу подобар систем за мониторирање, за на континуирано следење. Тие пулсоксиметри кои што тие се ставаат, вие сте видели по филмовите, штипка кај возрастните, да се мери сатурација и пулс, а со ковидот мислам дека сите се научивме да ги следиме тие пулсоксиметри и тука
тука исто има и употреба и злоупотреба. Во секоја работа има употреба и злоупотреба. А кај новородените, пошто прстињата се многу танки, тие се стават на места кај што е пулсот јак. Или тука на дланката, или на петицата. И со едно континуирано следење, ако видиме дека детето добро диши, добра сатурација, добар пулс, тие први 2-3 сати, тоа веќе автоматски излегува од групата на деца кои што барат подолготрајно следење. Професорке, а тежината на бебето, родилната тежина, влегува на некаков начин во оваа оцена? Бидејќи се случува доносени бебиња да се родат со многу мала родилна тежина. Не во оцената Апгар скор, меѓутоа во будноста, во ризик факторите да. И тие деца, па пред 40 на години, кога јас бев вработена на клиниката, тие деца кои беа под 2,5 кг немаше градуирање дали е доносено, недоносено, дали е многу недоносено под 32 недела, туку имаше породилната тежина. Под 2,5 кг беа сите кажани недоносени, над 2,5 кг доносени. Развојот во медицината, а особено неонатологијата, кој што па бележи многу крупни чекори во развојот, вие гледате кои деца веќе и преживуваат и имаат квалитетен живот. Па знаете какви големи личности биле недоносени деца уште од тоа време. Полека развојот покажа дека 2,5 кг не е границата за доносено и недоносено. Тежината е еден параметар, но гестацијската возраст, зрелоста, колку недели е носено, е сосема друг параметар. Така што дете може да се роди во 40 недела, а да тежи 2 кг. Тоа дете е доносено, но тежината е недоволна за таа гестацијска возраст и тие се викаат хипотрофични. Што ни кажува тоа ако се роди на време, а е со ниска родилна тежина? Дека внатре во утробата на мајката не му било баш се најпогодено. Или немало храна, или немало кислород, биле забавени сите метаболни процеси и детето не напреднало. И во принцип, во денешната добра акушерска пракса, многу поретко ги добиваме тие деца, така затоа што се гледа застојот во растот не во 40-та недела. Туку се гледа дека почнува да заостанува некаде можеби 32-та, 33-та, па една недела, па на следната контрола уште една недела, тоа е веќе аларм да се испитаат и други параметри кај мајката, кај бремената жена, тогаш уште не е мајка, е бремена жена, и да се оваа индикација да се постави за предвремено породување, затоа што детето кога ќе излезе од тие непогодни услови, ќе добие кислород, ќе добие храна, течности, да постигни добра тежина, и тие деца кои што се родени со тежина помала за возраста, тие па некаде им треба неколку месеци, кај некој година дена да ја постигнат тежината и должината на своите врсници. Најчесто мајките кои што имаат висок притисок, а некогаш и инфекции, водат до тоа да се родат деца со пониска родилна тежина отколку очекуваната. Затоа што во секоја гестацијска возраст си има таблици нормативни каде што се гледа, например, во 32-та недела околу 1500 е очекувана тежина, плюс минус. Над 2,500, 2,600 очекуваме во 40-та недела. И ние си имаме таблици. Тоа нема потреба ни да се памти. Веднаш си има еден графикон, кога ќе се роди детето, вкрстуваме колку недели е носено, колку тежина е родено, за да видиме дали е мало за гестацијска возраст, дали е уредно за гестацијска возраст или е прекумерно тешко. Нас многу не плашат и тие прекумерно тешки деца. Така, тоа ми беше и моето следно прашање. Се почесто се раѓаат и крупни бебиња. Се почесто некако бројот на крупни деца не ни се менува со тие години, што ги споредуваме децении наназад. Меѓутоа, па крупно дете не значи и поздраво и поцврсто дете. Крупните деца носат исто многу ризици, многу често страдат од хипогликемија, низок шејкер. Крупни деца многу ни се чести кај мајки со диабет. Или ако плодот има некоја вродена срцева аномалија, тогаш ради тој недостаток на кислород во утробата има други метаболни процеси, да не одиме сега многу стручно, да не ги оптоваруваме гледачите. Меѓутоа, крупните деца носат ризик од родилни повреди, потешко излегува од родилни патишта, низок шејкер и други метаболни процеси, и прекрупните деца, ако не излегуваат над онаа крива од до нормален раст, перцентилните криви, ги држиме исто за обсервација, обавезно, задолжително треба да се направи гликемија, да се измери шејкерот, затоа што ако направи пак хипогликемија, хипогликемијата кај новородените деца е многу ризична. Пад на шејкерот. Пад на шејкерот во неонаталната возраст може би еден од посериозните ризик фактори, отколку во подоцнежната возраст кај децата. Затоа што тој пат на шејкерот може да доведи и понатаму во пречки во развојот, значи да не се развива, може да направи дури и грчеви, они конвулзии што се викаат низок шејкер.
или едноставно вознемиреност кај децата. Пат на шеќерот и кај нас прави една блага вознемиреност, но кај новородените ради незрелиот мозок, мозокот не е комплетно созреан на раѓање. Тој зрее и понатаму, и падот на шеќерот има многу негативно влијание врз мозокот кај новороденото дете. Така да, овие крупни деца ние не сме многу задоволни ако не излегува од кривата и тие се потешки од очекуваната тежина за возраста. Професорке, колку всушност треба да тежат новороденчињата за да сметате дека се крупни, дека излегуваат од оние графикони со перцентилни криви? Да, па за секоја гестацијска возраст е различно. Затоа реков тоа се криви и ние имаме всушност една област долна граница и горна граница. Ако излези на таа горна граница, вкрстуваме со гестацијска возраст и тоа е тешко за гестацијската возраст. Тоа може, например, за дете во 32-а недела да е 1,8 кг. Веќе не излегува таа крива. И тоа е многу тешко. Може би е радосно за мајката, ќе рече добро, барем тежината е добра и навистина побрзо се адаптира, отколку па ако е под таа област дозволена да биде, например, со кило тежина, а да е 32 недела. Значи не само што се родило пред време и заостанувало во тежина, и тогаш има два ризици. И ниска тежина и малку носено, значи недоносено дете. Така да не е толку едноставно и не е само апгарот мерка на здраво дете, и многу други фактори. Всушност ни посочивте дека има родилната тежина. Родилната тежина, например, ако се роди 36-та недела да е 3 кила, 3,5 кила, тоа веќе е загрижувачко и бара подолготрајна обсервација. Иако е радосно. Да, навистина е пред време родено, гранично пред 37 недела, али барем 3,500 е. Не е толку добро што е 3,500. Си бара, токму ради шејкерот и малку една подолга обсервација. Ќе ги вклучиме професорки гледачите од овој момент. Професор доктор Елизабета Зисовска, педијатар, е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе даде појаснување на сите ваши дилеми кои што се поврзани со темата на која што говориме, а секако дава одговори на бројните наши прашања. Професорке, ја споменавте тежината и сега кога ќе се роди бебето, кога тоа треба да се измери? Дали веднаш се мери тежината? Што се прави се на оној прв преглед, покрај тоа што го проценувате апгар скорот? Апгар скорот строго треба во првата и во петтата минута. Затоа сите тие маси за реанимација во родилната сала, сите што се пораѓале, виделе, за среќа ги има сите породилишта во нашата држава и тие маси за прифаќање на детето, всушност ја нудат првата поддршка, да е топло, со суви топли пелени се пребришува детето за да се спречи хипотермија, односно изладување. Значи не се бања веднаш, така? Не. Одложено е бањањето додека детето не воспостави терморегулација. Тука да се види, ако детето има добар апгар скор, се дава на мајката да се гушнат, да има контакт кожа на кожа од веднаш по раѓањето. Мерењето е уште во родилна сала. Таму се мери должина и се мери тежина. И тоа влегува во оние први параметри во пријавата за раѓање, уште што оди име и презиме на мајката, на таткото, и се мери во родилната сала, а на првиот преглед педијатарот го прегледува целосно секој систем, тонус, рефлекси, срцева акција, дишење проценува, преглед со слушалките и температурата на прием на одделението за новородени, и тука добива витамин К, секој новороденче добива витамин К 1 милиграм, затоа што новородените се раѓаат вродено со недостаток на витамин К, а тој влијае во коагулацијата. И ја добива првата вакцина хепатит Б. И сега со ова помодарство, ова антиваксерство, ние имаме и родители кои што одбиваат да ја прими хепатит Б вакцината. Јас не знам од која причина, затоа што за нас како педијатри тоа е многу важно. И ако сакаат, значи овој родителите тие потпишуваат изјава дека на нивно барање, тоа е комплицирање не само на сопствениот живот и на животот на детето. Значи ова е стандарден рутински протокол, не само во нашата држава, туку во целиот свет, во сите развиени земји. И јас сум среќна што навистина кај нас многу брзо дојдоа промените. Витаминот К се дава преку 30-35 години, во почетокот кога бев вработена, се даваше само ако е недоносено, ако е со родилна асфиксија, со низок апгар скор, тогаш се даваше витамин К како тераписки. Кои компликации всушност може да ги спречи витаминот К кај новороденчето? Крварење од папчето, крварење во мозокот, за сите места каде што има циркулација.
крварење сме имале од папче, од цревата сме имале, повраќање со крварење од желудникот, желудечните крварења. Значи, витаминот К помага во воспоставување на добриот коагулационен систем. Како новороденчето ќе почне да цица, ќе почне столица, цревата ќе се населат со оние добри бактерии, од тие добри бактерии кои што се викаат сапрофити и нормална флора, тие го синтетизираат витаминот К. Новороденото се раѓа со стерилен дигестивен систем. Првите бактерии се населуваат и по кожата, и во дигестивниот систем, во системот за варење после раѓањето. Затоа велате дека многу важно бебето да се роди по природен пат, по вагинален пат, за да се колонизира всушност со добри бактерии. Од родилните патишта кои што навистина имаат многу голем број, огромен број, милиони, милиарди добри бактерии кои што му помагаат да се населат и кај новороденото и да почне да го синтетизира витаминот К. Бидејќи на раѓање го добиваме со скоро стерилен дигестивен систем, иако тоа населување почнува веднаш во првите секунди на поминување, тие го синтетизираат витаминот К и затоа нема потреба од често давање. Некои новородени може би имаат потреба и од втора инекција, меѓутоа децата со ризик па добиваат не профилактична превентивна доза, туку добиваат тераписка. Тоа се тие ризични, недоносени, деца со ниска тежина, деца со асфиксија, родени кои што се со вакуум, родени со царски рез, тие го добиваат како тераписка доза и тогаш 1 милиграм на килограм. А инаку е профилактичната или превентивна 1 милиграм. И тоа е што им објаснуваме и на мајките, ама зошто веднаш добило инекција? Затоа што е по протокол, затоа што медицината базирана на докази докажала дека им е потребно за еден добар развој. Професорке, колку млеко му е потребно на новороденчето? Дали би било доволно само да цица во првите часови па и денови после раѓањето или пак е потребно да се даде млечна формула? Млечната формула, како сите, ние педиатрите сме многу против давање без индикација. Каде што треба, тоа навистина помага, но каде што нема потреба, тогаш навистина треба да се избегни, затоа што навистина новородените се многу попаметни што мислиме дека со нивното мозоче можат да размислат. Тие многу побрзо го прифаќаат слаткиот вкус на вештачкото млеко во однос на мајчиното, кое што е покиселкасто отколку вештачкото. Меѓутоа, мајките имаат представа дека новороденчето има потреба од литри млеко да пие. Обично првиот ден е 40 милилитри просечно на килограм телесна тежина. И то така и оди 40, па вториот и третиот ден по 60, па после оди со 90 на кило, додека некаде при крај на првата недела меѓу 100 и 120 милилитри на килограм телесна тежина. Зошто ги кажувам овие бројки? Не за да ги памтат мајките. Туку 40 милиграми на кило кај дете со 3 килограми, тоа е 120 милилитри дневно млеко за 24 сати. Тоа е половина чаша за млеко или од вода, дневна количина. Па тоа само да лизнува помалку, ќе ја постигне таа количина. Затоа се оптоварени, немам доволно млеко, затоа што мислат дека еден оброк е една чаша. Половина чаша е за 24 сати во тек на првиот ден. Мислам дека ова ќе им помогне на сите кои што треба да станат мајки, да се смират. И дека тоа е главната дилема и главната паника. Тоа е, гладно е детето, а детето плаче и од друго, плаче и од грчеви, не плаче секогаш дека е гладно. И се разликува плачот. Едно добро извежбано уво на педиатрите, обично и на акушерките и на сестрите кои што се на породилните, на неонатолошките одделенија, знаат кога е плач од гладно, болниот плач, кога го боли нешто, плач од грчеви, тој проследен, тој плач од грчеви ги свиткува и нозете и рацете према стомакот. Значи, плачењето не е секогаш за јадење. Плачењето не е секогаш за цуцла. Овие две работи кои ќе ги запамтат, треба да се смират дека детето си плачат и тоа му е работа. И позитивната страна на плачот, иако повеќе пати во сите емисии можеби сум кажувала, плачот во првите 3 месеци има една многу позитивна страна, затоа што со првиот плач не се отвораат целосно белите дробови и сите алвеоли, кои ги имаме во милиони, туку некои алвеоли се отвораат и до крај на 3-та година, па сега има студии кои велат и до 5-тата, иако има некои експериментални студии со многу сличен белодробен систем како кај децата, кои се работи на животински модели, кои велат дека и до 7-ма година има алвеоли кои можат да се отворат и затоа се советува спортување кај децата од најмала возраст. Што ми беше зборот за плачот? Колку детето повеќе плаче до крај на 3-тиот месец, толку повеќе алвеоли така се отвораат под тој позитивен притисок
И децата кои биле поплачливи првите 3 месеци, помалку страдаат од респираторни заболувања и од настинки. Ова нека им е утеха. Нека им е утеха и ова добро да се знае, но има пак уште едно убедување, дека доколку бебето премногу плаче, може да му се создаде кила, како папочна, така препонска. Не, значи, плачењето, тие имаат послаби мускули, меѓутоа тоа не е главниот виновник, тоа е слабост на мускулатурата. Килата, папочна денешно време и веќе и скоро и да не се третира хируршки, освен ако не е многу голема да излегува голем дел од цревата, но и тоа не се директно од црева. Тие се препокриени со стомачната прекривка, стомачната марама. Меѓутоа, килата која што се јавува во ингвинумот, односно кај препоните, таа препонска кила, тоа е слабост на мускулите. И да не е од плачот првите месеци, ако толку се слаби мускулите да се направи таа кила, тоа ќе се јави подоцна при станување, при движење, при кои ќе почнат да играат, ако крени потешка играчка, значи тоа е слабост на мускулатурата, не е доминантно плачењето. Така, значи, оние што плачат, што ги нарекуваат плачковци, да се исплачат, ќе имаат подобро белодробно здравје, тоа така велат студиите. А кога се однесува на папчето, ајде да проговориме, професорке, и за тоа. Дали треба да се одложи пресекувањето на папучата врвца? Или пак треба тоа да се направи веднаш после раѓањето на бебето? Бидејќи тука има некои различни ставови. Има и тука правила. Значи, во медицината имаме и правила, навистина имаме и отстапки, меѓутоа во тие правила секаде каде што може треба да се почитуваат. Пресекувањето на папочната врвца кај дете кој по излегувањето заплакало и го гледаме дека е добро, треба да се одложи до крај на првата минута, некаде после околу 60-та секунда, зашто реков треба часовник да има вклучен, кој звони на овие маси за реанимација на 1 минута и на 5 минути. И за проценка на Апгар-скор, но и да одбележи првата минута. Сега скоро имаја студентите во Штипеден конгрес, и баше на едно пленарно предавање, сака некој интересно предавање, беше првата минута од нашиот живот. Значи, во таа првата минута за новороденото, многу работи се одвиваат. За да стани тоа самостојна единка во нашето општество, многу работи се одвиваат. Едно е тоа, пресекување на папочната врвца. Со тоа се означува неговиот самостоен живот. Затоа се одложува. Во таа минута оди многу крв кај новороденото и на еден начин спречуваме понатаму појава на анемија. Но ако детето е модро и бара идна реанимација во првите секунди, тогаш многу поважно е реанимација, отколку таа количина на крв што ќе влези преку папочната врвца во организмот. Особено кај недоносени деца. Ако навистина се релативно добри на раѓање, убаво е да потече уште малку крв, од и недоносените деца се склони кон анемија. На овај начин е еден мал степен и на превенција од таа анемија. Значи, тоа е пресекувањето на папочната врвца. Третманот, денешните препораки зборуваат, треба да се третира отворено, да биде суво и чисто покриено со една стерилна газа. Поминално порано, така сме оделе според доказите. Имаше порано и со бивацини, задолжително, а прашокот па строго се забрани, па има преку 20 на години, затоа што некогаш може прашинките тие да влезат внатре преку папочната циркулација, оти папчето води директно во централната циркулација. Па и да направи околу себе и грудче, па едно коагулумче и да има зачепување. Прашакот сега е па и строго забранет, затоа што има многу течни средства за дезинфекција и одржување на хигиена и стерилност на папчето. Исто ова е добро што го споменавте, за бабите и дедовците да знаат дека некои практики се напуштени со причина да не инсистираат, нели? Во наше време беше така, ова би било добро да се направи. Во наше време било поинаку, во време по 10 години поинаку, ние не знаеме во иднина како ќе биде, што доказите ќе покажат. Меѓутоа, што е нашата цел? Да следиме она што литературата зборува. Зошто јас се спомнав таа медицина базирана на докази? Ние сите може да направиме труд и може некаде да излези дека една метода ни е подобра од друга. Но ако трудот, студијата ни е направена на мал број случаи, не е тоа доказ. А доказите кои што ги добиваме, тоа се работат и во центри каде што ги собираат сите трудови са иста проблематика и не е се едно дали вие нешто ќе докажете на 20 бебиња или на 20.000 бебиња. Така. Статистички е многу поиздржано кога ги следиме препораките базирани на докази. А професорке, потребно ли е папчето да се дезинфицира со алкохол, со некои такви средства?
еден долг период со алкохол се дезинфицираш и со сува газа. Сега препораката е да се држи суво и со стерилна газа. Само суво и стерилна газа. Меѓутоа, ако има потреба да се доисчисти од она згрудчена крв, тогаш може да се пребриши со овој најобичниот алкохол и да се стави пак стерилна газа, сув третман. Секоја промена на папчето не е паника, меѓутоа е потреба да се однеси, да се види, затоа што инфекциите на папчето можат да бидат многу тешки и страшни за едно новороденче. Ако влажни папчето? Ако влажни папчето да се однеси, ако има како едно топче, како зрно пченка што се јавува, тоа е гранулом, тогаш да се однеси кај педијатарот, за да не настане инфекција. Се додека папчето си убаво затворено и со овој сув третман, не е зацрвенето, не е помодрено, нема зрнце пченка однатре, тоа ќе си се третира во домашни услови. Секоја промена што излегува од оваа препорака си бара барем една контрола кај педијатар, а педијатарот ќе знае што понатаму. Професор, исто така има различни препораки во однос на капењето на бебето. Вела треба да си исто така да се одложи првото капење во родилиштето. Што значи тоа? Колку треба да се одложи? Порано веднаш под вода се ставя, под млака вода секако, не студена вода, меѓутоа сега се вели дека и оној верник со на бела сиреста маса која што го заштитува од озгора, има и заштитно едно влијание, протективно, затоа што му ја одржува до подобро терморегулацијата. Температурата, Новородените имаат се уште слаб систем за терморегулација, оти нити имаат масно ткиво за метаболизам, нити имаат движење, ние така си одржуваме температурата со секојдневна активност. На тој начин се заштитува од изладување или хипотермија. Тоа изладување може да им направи проблем во метаболизмот. И затоа се одложува додека не видиме дека си ја постигнува нормалната телесна температура. Може цел ден да се одложи? Па може и цел ден да се одложи. Иначе во тек на првиот ден е после 6 до 8 сати првото капење, меѓутоа може да се одложи цел ден. Кај недоносените деца особено. Тие не се ни капат, туку се пребришуваат со топли и суви пелени и се стават во инкубатор. Што е инкубаторот? Инкубаторот не е терапија. Инкубаторот имитира средина во мечината утроба. Инкубаторот само дава видливост, топлина и можете преку тие вратнички да се спроведат црева за кислород, инфузија, монитори. Затоа мајките некогаш ќе кажат детето ми е во инкубатор. Не е инкубаторот страшно нешто. Само му обезбедува чиста средина и можност да се прегледува, можност за терапија. Инкубаторот самиот не е терапија. Тој спречува изладување. Внатре му е топло и има една континуирана топла средина со се што му е потребно на едно новороденче кој е во инкубатор. И инкубаторот не е само за недоносени, туку и доносени деца можат да бидат во инкубатор ако имаат потреба кислород, инфузија и континуиран мониторинг или следење. Но кислородот во инкубаторот е нешто што ги паничи родителите. Кислородот во инкубаторот многу зависи на кој начин се дава, колку има потреба новороденото. Тоа е тоа со овие пулсоксиметри што се мери. Може да се дава дифузно, значи само со едно црево низ инкубаторот, тогаш се дават мали дози кислород. И тој не е страшен. Се додека пулсоксиметарот ни кажува уредно ниво на кислород. Прекомерната употреба на кислород и кај незрели деца е со зголемен ризик. Затоа децата и под 32 недела, кај некои поризични и под 34-та, им се прави офталмолошки преглед. И тоа веќе се знае од интензивни неги за деца кои што се под 34-та недела, има само две. Едната е на гинеколошка акушерската клиника, другата е на детската клиника. И таму си има воспоставен протокол за следење на видот кај деца кои што биле долго време на кислород, кои што се недоносени и кои што примале многу трансфузии на крв. Затоа што крвта, трансфузијата кај децата е од возрасни. Не е иста крвта кај новороденче и кај возрасен. И токму таа адултна или возрасна крв го зголемува малку ризикот и се прави офталмолошки преглед. Али кај зачестени трансфузии. Значи да не го сватат страшно. Една трансфузија не е нешто многу ризично, меѓутоа тоа се протоколи и тие веќе се сосема друга тема, третман на едно недоносено дете, тоа е. А професорке, како изгледа содржината на пелената кај бебето првиот ден после раѓањето? Прво празнењето на меконијална столица, тоа е темно-зелена кафеава и тоа се сите излачевини од цревата. Тука има и клетки од дигестивниот систем, има се она што примало, што голтало околу плодова течност. И мекониумот, таа меконијална столица е првите неколку дена, некаде трае еден ден, 3 дена. Така?
Па ја гледаат меконијалната, затоа што сега е праксата кај мајките и се превиткуваат децата, што е многу пофизиолошки и подобро, затоа што не се исплашува од многуте промени кои дома ќе ги види. Оти денеска многу рано се испишуваат дома, па сите овие промени се случуваат во домот. Таа меконијална може да биде и неколку дена. Како детето цица, полека станува жолта. И таа меконијална столица нас ни е важна, посебно првите 2-3 столици. Првата која е како камчиња, тоа може да зборува да бара метаболно исследување, затоа што мекониумот е одраз и на една севкупна состојба и во матката. И некогаш и генетски проблеми, пример кај цистична фиброза, прв знак кој некогаш и тешко е да се открие, не се гледа, е кога детето не изфрла меконијалната столица. Прооден е дигестивниот систем, аналниот отвор е отворен, меѓутоа таа е толку густа како камче и тогаш ни е знак нас да ги упатиме аларм да си поидат порано за испитување за да се исклучи цистичната фиброза. Оти доста е актуелно и случувањето со цистична фиброза, која знаеме дека е хронична болест. Значи и содржината на пеленат исто така е еден индикатор за здравието на новороденчето. Таа не треба да е полна со слуз, да е оскудна, да е експлозивна. Треба да е така како златно-жолта боја, дете кој е на мајчино млеко. Донесе кој се на вештачко млеко може да поприми и по друга боја и е поцврста. А зошто понекогаш се случува новороденчињата да имаат многу често столици кога ќе почнат да цицаат? Не некогаш, многу често, затоа што имаат многу брз метаболизам, а и самата храна содржи и дигестивни ензими и многу побрзо е празнењето. Во принцип, децата изфрлаат столица скоро после секој подој. И тоа е многу добро, и децата кои што изфрлаат столица после секој подој немаат проблем понатаму со тежината. Тие имаат вродено еден побрз метаболизам. Родителите си тука во паника, бебето да нема пролив, често ги празни цревата. Дете на мајчино млеко, што е нормално, што не. Затоа го форсираме толку мајчиното млеко, во принцип немаат обстипација или затвор, запек, затоа што на мајчиното млеко и стимулира брзо празнење. Кои се на вештачко млеко треба да се внимава да имаат барем една столица во тек на денот. До 3 дена и не е толку страшно, меѓутоа тоа е веќе запек и не треба да се крeva паника првиот ден. Меѓутоа, убаво е ако има барем една столица во тек на денот, оние кои се на вештачко млеко. Тие кои се на мајчино и така имаат повеќе столици. Бебињата што се на вештачко млеко некако побрзо напредуваат во килажа. Дали е тоа пожелно? Не, затоа што многу им се дава. Нема толку контрола. Многу им се дава, имаат побавно празнење и веќе имате два фактори за зголемена тежина. Па порано и со брашно се хранеле, па многу напредувале и биле многу среќни. Така, брашнена каша, да кажем од времето пред јас да бидам родена или јас кога сум се родила, и тогаш напредувале, меѓутоа тоа не е здрава храна. Затоа излегува и тие нови формули, па после излезе тој некој бебирон, кој исто лактовид плюс, кои беа доста им даваја доста калории на децата, но немаше толку квалитет. Денешно време има доста квалитетни формули, но секогаш треба да има вистинска причина да се додаде вештачко млеко. Јас се сеќавам на еден совет на еден педијатар што го следеше моето бебе, велеше подобро 500 грама на мајчино млеко отколку кило и половина на адаптирана формула, иако за родителите тоа на прв поглед не изгледа логично, бидејќи сите се радуваат доколку побрзо напредува бебето, но сепак мајчиното млеко е најдобриот избор. Да, и кога ќе видите дете вака со витки, многу дебело, тоа не мора да значи здраво дете. Тоа може да има понатаму метаболни проблеми со тежина. Метаболизмот е чудна работа. Еве се повеќе читаме дека има одраз метаболизмот на имунитет, на развој, на понатаму дури и на емоционални поврзувања, на проблеми во однесување. Метаболизмот станува се поактуелен и затоа сме преплавени и по социјални мрежи, и по интернет, и по сите емисии со тие суплементи, здрава исхрана, па периодично се менуваат, додека здраво, сите ќе се нафрлат на тоа, па после штетите ги кажуваат после неколку години. Така да треба со многу внимание да ги прифаќаме сите препораки. Професор, ке ви благодарам многу што бевте наша денешна гостинка во магазинот за родителство 0+ месеци. Секогаш е задоволство да разговара со вас. Ни приближивте една тема која што не ни е многу јасна. Ете,
што е тоа Апгар скор, зошто се прават тие оценувања, но и како изгледа новороденчето во првите часови, па и денови после раѓањето. Јас имав задоволството 39 години да ги гледам тие новородени и всушност тие 5 минути од нашиот живот ние ги растегнавме овде во 45. А имавме и за уште повеќе. Ви благодарам уште за гостувањето. Благодарам и вас и поздрав до гледачите. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам и вам што не следевте. Имете пријатен ден.